За останокот и потеклото на селото, за жал, нема пишани податоци. Меѓутоа, постојат многу легенди, пренесувани од колено на колено, така што со сигурни податоци не може да се каже кога е постанато, како е постанато и така натаму. За прв пат Зубовце како организирана населба се споменува во еден турски дефтер во 1895 година. Тогаш Зубовце било организирана населба, меѓутоа не на ова место кај што е сега, туку на 3 километри подалеку во полето, во местноста Пилигринци. Тамо организирано живееле 20 православни семејства, кои што се занимавале со сточарство и земјоделие. Биле познати сточари со млечни производи, биле познати земјоделци со градинарски производи, така што животот го минувале многу добро и соработувале со организираните населби што постоеле во тоа време на потегот во цел полог. Меѓутоа, покрај Пилигринци, покрај нивната населба, минувал главниот пат што ги поврзувал селата во полог. Често пати по овој пат минувале разни арамиски банди, качачки банди, и влегале во селото и она што со мака и труд го заработувале пред годината, воеднаш им го краделе, им го земале и така останувале немоćни да се ослободат од овие банди и затоа решиле да побараат помош од тогашниот турски наместник во Гостивар. Тој ги сослушал добро представниците на Пилигринци, меѓутоа не бил моќен да им реши проблемот и им предложил да се населат малку подлабоко кон планината, така да го избегнат главниот пат и со тоа да се спасат. Друго чаре навистина во тоа време немало и видните зубовчани, прво фамилијата Ѓеѓиновци, потоа и Поповци, па и другите, почнале да размислуваат за преселување. И доаѓаат на ова место. Прв се преселил тој имашниот Ѓеѓин, кој што се споменува дека имал стадо од 12.000 овци. Дошол на ова место доле, во местоста Задле се вика, и тука го формирал новото гнездо. По него дошле фамилијата Поповци, која што била позната со многу попови кои што го одржувале селото, и потоа доаѓаат и другите. Сега, кога го формирале селово, почнале да живеат и на еден одреден начин се спасиле од арамиските банди, а продолжиле да се занимаваат исто така со земјоделие и со сточарство, бидејќи овој терен одговарал за тие работи. Непосредно на Зубовци се наоѓа Врапчиште, Дебреше и од горнава страна Носело. А пред на источнава страна е рамното Полошко поле, каде што им се и ливадите, каде што им се и градините и сето она што ги одржува. Колку мала има селото Зубовце? Селото Зубовце е село од збиен тип. Има 6 мала, меѓутоа сите тие меѓусебно се поврзани, но обичаите селски и славите селски ги имаат поделено по мало. Например, во селово има една слава селска, тоа е Марена, тоа е на 30 август, тоа е посветена на црквата, односно на Света Марија, која што е заштитник на селово. Потоа има 3 малски слави: Митровден, Петковден и Варвара, и имендени, односно слави по имињата на луѓе. Благослови, Владико
Blagosloveno je carstvo na Oca i Sina i Svetio Duh, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи, Се наоѓаме во Полошко, поточно речено на јужните падини на Шарпланина, на 400 метри северно од селото Зубовци, на местото викано Крст, каде што од памтивека па до ден денешен на празникот Свети Трифун се захвалјуваат лозјата. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, по повод светиот маченик Трифун, кој е заштитник на сите лозари. Веќе традиционално сме веќе 5-6 години тука. Мислам дека прилика толку зборуваме. Имаме кумови кои се тука покрај мене, едни го чуваат цела година крстот, други чуваат на пиедестално место и иконата на свети маченик Трифун. Кумството се спремени, дедо поп е спремен, дали може да почнеме? Ајде. Благословен нашиот Бог, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи, помилуј за благочестивиот и Христолюбив православен народ наш, да се помолиме на Господа, за да се освети ова вода со силата и дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, за да слезе над ова вода очистителното дејство на предвечната Божествена Троица, да се помолиме на Господа, за да биде ова вода лековита за душите и телата, за изгонување на секакви непријателски сили, да се помолиме на Господа, за да и се испрати благодат за избавување и благословување Јорданово, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј, спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, самите себе си и целиот наш живот на Христа Бога да му го предадеме. Тебе, Господи, зашто Тебе ти прилега секаква слава, чест и поклонување на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи сјеј православни христијаном нашим, на сопротивнија дарујај и Твоем сохрањајај крестом Твоим жителство. Мученик Твој, Господи, Трифун, восрадани својим венцем пријаша нетленија од Тебе, Бога нашего, и муште во крепост Твоју мучителе, не изложи, сокруши и демонов немошнија дерзости. Како и што е обичајот, да ги закроиме лозите, да биде беричетна сега, овде и во сите векови. Задржи тука, дај ми новината. Нека е честито и благословено.
помножите радост, мир и благодат. Що, држиш ти тоа? Ево, аде за многу години имаме повеќе вино, имаме грозе повеќе да правиме ракија, вино да правиме. Вино да Денешен правиме, ден напоможне. ракија денешен Аме може. и Свети Трифун да ни помогне. Ајде зубови, Свети Трифун да ни помогне. Ајде зубови. Со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресветата пречка. Јас сум кум за оваа година. Има тука две погачи. Едната се дели за жителите од селото, а другата е за гостите. Јас сум жител на Зубовце и ми испадна паричката, мене ми падна лани за оваа година да бидам кум. Вие да ми се представите? Силвана Малажевска од Гостивар. Лани ми се падна, значи, паричката, што ја делија жителите од Зубовце. Многу сум среќна, сега сум кума. Еден благослов се вика за ова беричетна година, еве денес се закриува ложјата. Што би посакале на земјоделците, на винарите, на лозарите? Па да им биде беричет на годината, си најубаво да бидат среќни, весели, И да се видиме до година. да се видиме до година. Многу побројни да не има. Од памтивека па до ден денешен, за сите поголеми православни празници овдека во селото Зубовце. Мештаните се собираат овдека во црквата Света Марија, кој што се наоѓа некаде над селото на 400 метри надморска височина. А ретко кога ќе помени човек низ убавите македонски села, како што е селото Зубовце, на самиот влез на селото Зубовце, да има едно площадче, каде што еврејската заедница има дадено своји средства, да го разубави барем тој дел на ова населено место. 2014 година ние почнаме да го средуваме центарот во село Зубовце и на тоа место ни треба одредени финансиски средства и во пресред ни излегува еврејската заедница во Македонија, Холокаустот на еврејската заедница во Македонија, со тоа што ни донира одредена сума од околу 250.000 денари и ние сме многу благодарни за тоа, затоа што со тие средства, ако не беа тие средства, не ќе можеме да ја довршиме таа градба во центарот на селото. Исто така, они донира и одредена сума, како што е при изградбата на комплексот на црквата Света Марина во село Зубовце, тоа е местото баш тука кај што се наоѓаме. Исто така денеска ни го зголемија и со нивното учество и денешниот празник Свети Трифун со донирање на 7 стебла кои денеска ги посадивме заедно со нив на ова место. Нека ви е со среќа денот. Еви ние дојдовме да овој ден го разубавиме и да уживаме со вас. Во еврејската традиција постојат моменти кога се даваат благослови многу често наменски. Сега ќе зборуваме за денот на дрвото, односно годината на дрвото. Ние имаме 4 нови години. Во име на тоа, чест ќе ми биде да кажам еден благослов, што се кажува кога се раѓа машко дете и кога се раѓа женско дете. Кога се раѓа машко дете се посадува едно дрво, еве го овде, значи чемпрес, и се вика che sia sano, alto и poderoso. Dios che lo bendice. Значи да расте и да биде здраво, големо, високо и моќно.
и Бог да го благослови. Сега ова за кога се раѓа ќерка, се кажува повторно благослов и се вика que sea sana, buena и bonita. И Dios que la bendiga. Да биде здрава, убава и добра. И Бог да ја благослови. Тоа се тие што ми беше чест да кажам и сега вие ќе ми кажете ова треба да го поклопиш од земја. Да. Не сум баш вична, али тоа. Има ли убаво нешто во светот кога повеќе вери и нации, а на денешен ден се спојат и на една софра го споделиме и водата и тоа што денешниот ден Свети Трифон дава виното и да го прославиме заеднички да живееме уште многу увекови. Уште нешто сакам да кажам. Покрај евреи на денешниот ден ни доаѓаат и муслимани од другите села и ние сме благодарни што така се дружиме во Република Македонија со сите. Значи, ова се организира традиционално. Веќе трета, четврта година не викаат луѓето тука. Значи, посебно, потекло ми е од гостивар, Староседерец како турчин. Имам таква чест да ме викнат. Така. Сега ова да ми кажете, како се чувствувате овдека во Зубовце? Баш пријатно се чувствуваме, пошто сме повикани од веќе високи врвни луѓе. Значи, пријатно многу се чувствуваме. Значи, од се срце сме дојдени тука. Значи, тоа, дружба убава. И ова да ве прашам, се разбира и на вакви христијански православни празници вие доаѓате на гости, а и за Бајрам и за Курбан Бајрам, доаѓате исто кај вас на гости? Да, така е. Значи тоа ние си идеме, тоа не ни пречи нас, тоа е во верска основа, значи ние си поштуваме. Секоја вера е Господова, значи исто така и ќе бидат повикани за Курбан Бајрам и Рамазан Бајрам Господата што викнале нас. Ајде на порака до сите граѓани на Република Македонија, дали е убаво да се дојдат на родните краишта, онаму кај што се родиле, да се видиме што се вика Зубов Зарно. Мислам дека треба да дојдат и да го посетат ова убаво село Зубовце и да се напијат барем по една чаша ракија. Се разбира и ќе дојдат да дојдат и на гости кај вас, да пиеме по еден чај. Чај.
да речеме, две причини да прославуваме. Едната е денес го славиме верскиот празник Свети Трифун и втората причина е што денес имаме гости тука од еврејската заедница и фондот на Холокаустот, кои што ни се денес веќе по втор пат на средба во Зубовце. Одушевени сме, соработката е многу добра со еврејската заедница. Инако, како почна повеќе соработката со Зубовце и еврејската заедница. Значи, во Зубовце еврејската заедница ни помогна, ни даде една поголема донација, да ги изградиме овие конаци што ги имаме тука во село Зубовце. И еден дел од средствата се употребени за детското игралиште во село Зубовце. Денес на овој светол празник на Свети Трифун, еврејската заедница и фондот на Холокаустот донесоа 7 дрва кои што ги засадиме во село Зубовце во чест на Нова година, еврејски празник Нова година, ден на дрвото. Ние денес тука 7 дрва ги посадивме и тоа ќе биде причина плюс евреите во Македонија да го посетуваат Зубовци во иднина и да видат како дрвата напредуваат, а со тоа да продолжи соработката помеѓу зубовчани и еврејската заедница и евреите во Македонија. Село Врапчиште, кое што повеќе е населено со турци. Над нас тука е селото Врањовци, кај што се сите албанци. До нас од другата страна, значи на југот село би рекол, се албанци, македонци, мешано население. Значи ние не сме имале во минатото никакви проблеми. Дека никогаш не се организирала свадба некоја во нашево село или во соседните села, каде што немало случај да не се поканети од другите села. Јас пред 7 години направив свадба исто тука, го женев мојот син, свадба која што траеше 7 дена со сите македонски обичаи и по стариот обичај, и поканев и албанци и турци да присуствуваат на светлиот чин за мојата фамилија за свадбата на синот. Значи тука со векови народот живеел заедно. Па ние денес не само што ги закроиме лозјата, тука беше и свештеникот кој што ги закрои и направи на богослужба за закрување лозјата. Ние отидовме малци подалеку и ги пробавме вината што сме ги направиле минатата година, со надеж дека ова година и наредните години ќе направиме уште подобро вино. Амин, Господе, за многу години нека биде. И ќе имаме прилика со нашето вино да ги гостиме сите наши пријатели и добронамерници кои што доаѓаат во нашето село Зубовци. Уште еднаш, за многу години нека ни е ова денешна средба овдека, пред во црковниот двор, во црквата Света Марина. Амин.